Dobro večer od Vašingtona, ovaj TV žurnalat na Glasot na Amerika na makedonski jezik Newsflash. Ja sam Lilica Kitanovska. Prvi teluge na trita najgolemi производители на автомобили во Соединетите Американски држави и денес се пред законодавците на Capitol Hill. Но овој пат со план за тоа како би ги искористиле парите што ги бараат од Конгресот. Големата тројка, како што се познати General Motors, Ford и Chrysler, бара до 34 милиарди долари заем од владата. Тие известуваат за најлоша продажба во изминативе 26 години. GM и Chrysler може да се надвор од бизнес до февруари без владина помош. Избори од Конгресот велат дека во моментов нема доволно гласови во Сенатот за да се усвои мерката за спасување на автопроизводителите. Од другите вести, Кина ги потикнува Соединетите Американски држави да ја стабилизираат економијата, додека двете држави започнуваат нова рунда билатерални разговори на високо ниво во Пекинг. На отварањето, вице-премиерот Ван Кишан побара од САД да ги заштитат кинеските влогови во САД. Кина има најголеми резерви на светски валути вредни 2 трилиони долари. Голем дел од тие резерви се обврзници од Американскиот оддел за финансии. Делегацијата од Вашингтон ја предводи секретарот за финансии Хенри Полсон, која убеди Кина дека Вашингтон ќе работи со Пекинг да го зајакне глобалниот систем. Американскиот државен секретар Кондолиса Рајс вели дека Пакистан ветува дека ќе се бори против тероризмот и дека ќе помогне да се гонат оние кои ги организирале минатонеделните смртоносни терористички напади во Мумбај. Рајс кажа дека е задоволна од разговорите со пакистанските лидери денес во Исламабад. Рускиот премиер Владимир Путин вели дека однапред се радува на потопли односи со САД, кога следниот месец новоизбраниот председател Барак Обама ќе преземе функцијата. Путин за руската телевизија кажа дека гледа позитивни сигнали за подобрување на затегнатите односи со Бушовата администрација под администрацијата на Обама. Меѓу тие сигнали тој кажа дека е можната промена во американските планови за распоредување на систем за одбрана од проектили во Централна Европа. Во Вашингтон се собраа представници од над 30 земји да ги споделат искуствата во доменот на реформите на управување со јавните финансии. Јана Бојаджиевски разговараше со представничката од Македонија. Учесниците заклучија дека е потребен добро воспоставен систем на управување со јавните финансии, чија потреба уште повеќе доаѓа до израз поради актуелната глобална финансиска криза. Иако е актуелен главен економист од Народната банка во Македонија, Анита Ангеловска-Бежовска, поради долгогодишното искуство во областа на јавните финансии, говореше на тема реформите во овој сектор. Таа за Гласот на Америка направи споредба со соседните земји и досегашните резултати. Дека Македонија сепак е на да речем на повисоката скала, ако се мери значи компаративно земјите во регионот, со оглед на тоа што има доста значајни реформи спроведено и тоа како во областа на планирањето на буџетот, така и во областа на извршување на веќе донесениот буџет од страна на парламентот, значи во основа оние предуслови, основни принципи кои што се потребни за да еден систем биде современ и да може да одговори на предизвиците од било кој карактер се веќе имплементирани. Учеството на Македонија на собир како овој во организација на Меѓународниот конзорциум за владин финансиски менеджмент е признание за земјата, смета Бежовска. Значи самата покана да представникот Македонија се обрати на конференцијата и зборува за искуствата во доменот на реформирањето на системот на јавни финансии е секако на еден начин потврда за земјата за квалитетот на реформите кои што се спроведени. Финансискиот систем на Македонија е поимун на случувањата врзани со глобалната финансиска криза и таа би можела да го погоди реалниот сектор. Истакна Бежовска, укажувајќи дека земјите треба да имаат изградени системи и процедури што ќе овозможат ефикасно управување со јавните финансии. Глобалната финансиска криза ги зголемува предизвиците генерално за сите, особено за помалите земји, и ја нагласува важноста за поуспешно менаџирање на јавните финансии. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009.
Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. На денот кога новоизбраниот председател Барак Обама направи историја, спонтана прослава се случи во населба во Вашингтон, што беше место на големи нереди пред 40 години по атентатот на Мартин Лутер Кинг. Денес ве водиме тамо, во коридорот на Ю Стрит во Вашингтон ДС. Илјадници се собраа овде да го прослават изборот на Барак Обама. Овде сега живеат луѓе од сите раси, далеко од некогашната црначка населба. Ова е цврст доказ за еволуцијата на расните односи, вели активистот за цивилни права Стерлинг Такер. Тој вели дека е одушевен од промената на овој дел од градот. Тој бил таму во април 1968 за време на нередите што траеле 4 дена по атентатот на Мартин Лутер Кинг. Убиени биле 12 лица, а многу дуќани запалени или ограбени. Тогаш улицата како да умре. Оние кои останаа минуваа низ тешко време. 4 децении беа потребни ситуацијата да почне да се менува. Денес тоа е место каде сакате да бидете. Јавниот превоз е добар. Изградени се луксузни станови сместени меѓу бутици и ресторани. Родителите на Низам Бен Али таму отвориле ресторан пред 50 години. Овој популарен ресторан е меѓу ретките кои останале по наредите. Тој вели дека развојот донел мешавина од луѓе, а тоа го споредува со повторно раѓање. На големиот мурал на улицата Ю е ликот на Обама и зборот Прогрес, како символ на промената за оваа историска населба. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.